Банките има исклучително успешна 2024 година во деловното работење. Добри профити, висока ликвидност и солвентност, ниски кредитни ризици и зголемени каматни диференцијали поради високите каматни стапки. Овие состојби се одразија и на цените на акциите, па така, банкарскиот сектор беше еден од лидерите на пазарот на капитал во Европа. Аналитичарите сметаат дека има простор за зголемување на конкретни надоместоци и провизии, особено во Македонија и во Србија, каде што цените на финансиските услуги за корисниците имаа најбавна динамика, гледано во однос на индексите на потрошувачките цени. Купните депозити во македонските банки во декември достигнаа 600,3 милиарди денари и раст на годишно ниво од 12,4%, покажуваат новите податоци на Народната банка. Оттаму објаснуваат дека растот во поголем дел се должи на зголемувањето на депозитите на домакинствата, при раст и на депозитите на корпоративниот сектор. Од друга страна, состојбата на вкупните кредити во последниот месец од минатата година изнесува 494,4 милиарди денари, што е годишно зголемување од 11,2%. Просечната исплатена нето плата во ноември минатата година изнесувала 41,999 денари, пресмета Државниот завод за статистика. Според податоците, просечната нето плата во ноември е за 9,5% повисока на годишно ниво, иако реално е зголемена за 5%. Во однос на претходниот месец, просечната исплатена плата е намалена за 0,3%. Највисока плата земаат програмерите, 96,576 денари, а далеку под нив се другите најплатени професии. Сепак, поголемиот дел дејности имаат подпросечна плата, а најмалку се платени тие што се занимаваат со заштитни и истражни дејности, чија плата е 22,291 дена.